Советот за оценка на обвинителниот акт одлучува дали ќе го прифати обвинителниот акт против 29 луѓе за настаните во диво населје или ќе бара да се преработи. Седницата се одржува во Врховниот суд. Обвинителството смета дека 29 мината уапсени, двајца кои избегаа и уште 10 мина кои загинаа во диво населје од почетокот на годината, почнале со организација на терористичките активности. Целта им била да се предизвика чувство на несигурност и страф меѓу граѓаните, стои во обвинението. Дел од групата претходно учествувал и во нападот врз граничната полициска станица Гошинце, од каде беше однесено оружјето, а 4 полицајци беа врзани. Групата беше разбиена во полициската акција на 9 и 10 мај. Во крвавите престрелки загинаа 8 мина полицајци, додека 42 беа тешко повредени. Денеска во технолошко-индустријската развојна зона Скопје се отвара фабриката на Капкон, американската глобална компанија од автомобилската индустрија. На отворањето ќе присуствува и председателот на владата Никола Груевски. Се работи за компанија што е производител на воздушни перничиња и на широк спектар на електроника и сензори за автомобили. Активните мерки за вработување ги даваат очекуваните резултати. Тоа го потврдуваат и последните статистички податоци, според кои преку проектот Македонија вработува за 7 месеци се вработени вкупно 10.100 лица во 6.750 компании низ земјава. Проектот се покажува како повеќе од одличен и ефективен, сметаат и надлежните и познавачите на пазарот на труд. Многу сум задоволен од овој проект. Нашата цел е да се зголеми бројот на вработувања. Бројката расте секој ден, луѓето ги користат и доаѓаат до своето вработување, а значено е што и компаниите добиваат многу, затоа што има многу поволности за компаниите кои што вработуваат преку овој проект, изјави вчера премиерот Никола Груевски. Булеварот Борис Трајковски ќе се прошири на вкупна должина од 1200 метри од влезот на фабриката стаклара до населбата Пинтија во Скопје. Договорот за реконструкција е потпишан денеска, а вредноста на проектот е околу 3,7 милиони евра. Новиот булевар ќе биде со 4 сообраќајни ленти со вкупна ширина од 13,7 метри, пешачки патеки од двете страни, како и велосипедска патека за двете насоки на левата страна од булеварот. Градежните работи на улицата Борис Трајковски ќе се искористат за изградба на нова атмосферска канализација по должина на улицата, ќе биде извршена заштита и дислокација на постојните подземни инсталации, електрични и телекомуникацијски, а ќе биде поставено и целосно ново улично осветлување. На новиот булевар ќе се постават нови семафори и ќе биде поставена целосно нова хоризонтална и вертикална сигнализација, изјави градоначалникот Трајановски на потпишувањето на договорот. Градежните работи на Борис Трајковски се предвидува да траат 18 месеци. Во последното деноноќе издадени се 4501 потврда за намера за поднесување барања за азил. Од барателите 1966 се мажи, најбројни се државјаните од Сирија. Од почетокот на издавањето на потврдите, односно од 19 јуни годинава, досега се издадени вкупно 313.656 потврди за искажана намера за поднесување на барања за признавање на правото на азил. Соседна Грција со бројни полициски сили викендов го испразнил бегалскиот камп кај граничната линија крај Гевгелија од економските мигранти и ги вратила во големиот бегалски камп во Атина, од каде за скоро време според најавите ќе бидат депортирани во своите домови. Во кампот на граничната кота 59 од грчка страна сега се останати само бегалците од Сирија, Афганистан и Ирак. Откако во петокот пристигнале првите екипи на Фронтекс, трае проверката на документите за потеклото, дали се оригинални или не. Европската Унија пред 5 дена нареди да се формираат кампови каде бегалците ќе престојуваат најмалку 18 месеци, се додека не се провери нивниот мотив и дали е безбедно да дојдат во Унијата. Службеник на Европската комисија во петокот се самоубил на своето работно место. Веста е потврдена на пресконференција од портпаролот на комисијата без никаков коментар за случајот. Според информациите од Брисел, несреќникот 20 години работел за Европската комисија и очекувал унапредување, но наместо тоа бил понижен, се наведува во информациите. Се тврди дека тој се спротиставил на притисокот на голема држава од Унијата околу прашањето за олеснување за судиите и обвинителите.
Светот се движи кон климатска катастрофа, предупреди денеска генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун на почетокот на втората недела на меѓународната конференција за климатски промени во Париз. Часовникот ги очукува последните минути до климатската катастрофа, истакна Бан и апелираше за редовни ревизии на договорот пред тој да стапи во сила во 2020 година. Тој ги повика најбогатите светски економии да предводат во глобалните напори за запирање на климатските промени, а сиромашните земји да преземат поголема улога во тие напори.